Namesto da slavi za denot na pravosudstvo, to sudskата администрација излезе на протест. На овој начин судските службеници уште еднаш сакаа да го свртат вниманието на Министерството за правда за нивните проблеми и да порачаат дека се уште се незадоволни од состојбата во која се наоѓаат. Пред неколку дена сите сме сведоци на изјавата на председателот на Судски буџетски совет за исплата на надоместок во висина од 10% и на вработените во судската служба. Меѓутоа ја поздравуваме таа одлука. Сметаме дека е едно мало придвижување од мртвата точка на која се најдовме после штрајкот, двомесечниот штрајк. Меѓутоа ние и понатаму не сме задоволни, затоа што нашите барања беа помногубројни и посуштински. Судските службеници порачаа дека иако по одморите го прекинаа штрајкот, нивните барања се уште не се променети. Нашето барање беше и најсуштинско е тоа измена на Законот за судска служба. Понатаму ние не баравме 10% надоместоци, туку бараме да се реши и за нас како на другите чинители, како во Законот за судии, јавни обвинители и јавно обвинителски службеници, да биде до 35%. Ние не сме ги заборавиле и понатаму ги бараме ветените, а не исплатени 5% од плата кои што требаше да се исплатат пред многу години. Прв пат судските работници незадоволството го искажаа на 3 декември 2015 година кога бараа измени на Законот за судска пракса. На крајот на март лани 3 дена излегоа на предупредувачки штрајк кога ги кажаа сите своји барања, а од 18 мај до почетокот на летните одмори стапија во генерален штрајк. Сето тоа не беше доволно и за исполнување на нивните барања. Сепак и покрај ова вработените во судовите нема да штрајкуваат повторно поради како што велат чувствителноста на политичката состојба. Очекуваат итно формирање на влада пошто ќе започнат и преговори за исполнување на нивните барања.